И нели колку е поголем хаосот во главата, толку има помалце простор за работа и за продуктивност. Народски кажано, магла во главата знае да не кочи и нели да не ствара контрапродуктивно. Кога работам со клиенти, нели знам да им дадам совет да прочитаат некоја книга. Нели вели книгата е како подобран, а ако ја отвориш на време, може да ти го спаси животот. Се повеќе и повеќе доаѓаат клиенти кај мене повредени од некои други нели мои колеги. Битно е многу со кои работиме. Не само за фитнес, нели сферата, апсолутно за се. За мене нели нешто совршено не постои. А мојата цел е нели да изгледам што подобро, но и што поздраво. Кирил, како си? Добар сум, ти благодарам нели на прашањето, но знаеш како велат, човек на се навикнува, па дури на доброто. Затоа секојдневно се трудам да бидам што подобро и нели да стремам кон таа една подобра верзија од мене, затоа што сметам дека тоа е клучно за менталното здравје. Да. Ова се смеевме пред да почнеме со снимање, ова ќе ни биде прв разговор на литературно македонски јазик, што ја и ти се знаеме од доста време. Мене може ќе ми биде малце предизвик, дали на струмички да не сега почнеме, па со Сашко се смеевме, треба сабтайтлс да ставаме ако тоа се случи. Знаеш како? Секој треба да си носи нели своји јазични украси од својот дијалект или од своето наречје, зависи од каде доаѓа, но сепак мислам дека вака нели за официјална употреба да се држиме на стандардниот јазик, пошто треба да не разберат нели луѓе од цела Македонија. Да, јас тоа секогаш викам, целта кога комуницирам со некој ми е да се разбереме и се на подкастот ми е што повеќе луѓе да ме разберат, така што тоа е тоа. Ама ајде пред да почнеме и да навлеземе малце повеќе за тебе и за тоа што работиш и за ментално здравје. Секој гостин го добива истото прашање на почеток, така и за тебе, нема привилегии, што е за тебе ментално здравје? Па вака, јас ова би го дефинирал како хигиена на умот. Исто како што се грижиме нели за хигиената на телото, така треба да се грижиме и за тоа што внесуваме нели во нашата глава, пошто тој ментален отпад во текот на животот може да ни се одрази негативно и нели колку е поголем хаосот во главата, толку има помалце простор за работа и за продуктивност. Така да таа нели народски кажано магла во главата знае да не кочи и нели да не ствара контрапродуктивни. Вака, за да нели разберат и гледачите, би го објаснил да се надоврзам со доменот на компјутерите. Пример, го имаме најмокниот компјутер на светот. Со недобриот хардвер, процесорот, типот на NASA што го користат нели за вседенски истражувања, метнуваме еден вирус внатре. Тоа може да значи нели кај нас анксиозност, депресија, некоја лоша мисла, компјутерот почнува да кочи. Почнува да багира и на крајот паѓа системот. И сега, јас тренингот го гледам како антивирус и не гледам нели само да работам на хардверот кај клиентите, тоест нели на мускулите и на телото, туку да пробам да навлезам и во мислата на човекот и да го исчистам нели тој софтвер. Нивни и нели со различни методи, со конструктивен тренинг, да го извлечам најдоброто и нели да вметнам антивирус кај секој за да може да функционира подобро. Да. Кажи ми, еве сега мислам растеме уопште со како што е нашето, каде што ја би рекол се уште менталното здравје, мислам дека полесно е луѓе да натераш да се хардверот да му направат повеќе апдейт, да физички да работат на себе, ама ментално не секој е се уште до толку свесен да направи тоа. Кога за тебе почнува тој шифт, кога сваќаш дека чекај, освен физичкото, освен интелектуално, што и да е образование, и менталното е важно и ја треба да се посветам и на тоа? Да. Менталното здравје е фактички водичот, нели, кој што го води човекот низ животот. Јас честопати знам да им кажам на клиентите дека тука се со мене да изградат и карактер и знаење. Нели, ако само работиме на естетика и ако само нели накачуваме мускулна маса, ние тогаш сме една обична добра скулптура. Нели, многу побитно е менталното здравје и тоа
како ќе се фокусираш нели на животот, пошто ментален здрав човек може да функционира и тоа да го преточи нели и на други сфери. Знам често да им кажам дека умот е како плодна почва. Што ќе нели посееш, какви мисли ќе ставиш натре, тоа ќе ти се одржи нели во животот. Од нас зависи дали нели ќе гледаме некое прекрасно растение или доживотно ќе живееме во Пиреј. Да, многу е, да, па знаеш, не заџави имаме поговорки кои што баш на тоа се одразуваат, кои што ќе посееш, тоа ќе жнееш. Ако ти посееш и ако не се грижиш за умот твој, не можеш да очекуваш убави плодови на крајот на денот. Така, има една изрека што ми одзвонува во глава, а таа е умот е добар слуга, но страшен господар. Така да што посееме во него, тоа нели ќе жнеме цел живот и ќе се одржи на нас. Да, тој момент кај што ако ти не си во контрола на работите кои што можеш да ги контролираш врз себе, они ќе те контролираат тебе. Јас тоа секогаш го викам со луѓе, што јас сум некој кој што тоа валјда го научив кога бев во Америка таа една година која поминав таму, како да се постапам и како да си го поставам јас времето во текот на денот. Кај што таму, например, ако се договориме од толку и толку и да закаснеш, ние завршуваме колку сме се договориле. Така, на друг начин го гледат времето и ја кога се враќам тука и се многу е тешко така да функционираш тука. Кај што, знаеш, у последен момент се најчесто закажувања, знам на Аманда, тоа е најголем проблем тука на жена ми, кај што како мислиш сега ти се јави и ќе идеш одма, знаеш, тој момент, ама така ти ако немаш контрола врз времето, еден дел од твојот живот, времето тебе ќе те контролира и ти нон-стоп ќе немаш време за тренинг, ќе немаш време да седнеш, да одмориш, да направиш себе рефлексија, да не знам, да изгледаш нешто интересно што ќе ти помогне малце да се, знаеш, да ти ги среди мислите. И ако немаш контрола врз тоа, нормално дека времето ќе те контролира и другите работи тебе ќе те контролираат. Така е. Луѓето зад Атлантикот многу го ценат времето, дури повеќе од нас, пошто тоа е нели најсилното оружје што го имаме и единствениот ресурс што не може да го вратиме назад. Така да тоа е проблем овдека нели во рамките, не само овдека во Македонија, туку и во нели земјите од бивша Југославија. Жалам што е така, нели, и кога сме договорени на време, треба да се почитува таа нели временска рамка, пошто нели како домино ефект може да ти ги подмести и другите работи што ги имаш планирано во текот на денот. Да, и тука мислам дека иде тој момент, еве сега и твоја дека си фитнес тренер, најчесто верувам дека една од работите со кои што ти се соочуваш е немам време за тренинг, немам време да дојдам и да изработам тренинг или немам време сега да посветам толку време у неделата. Ај може еднаш неделно, ама ај вака да пробам. Ама тоа почнува се од тоа што контролираме ние, знаеш, времето ние сме in charge of time. Ние од сабајле ако решиме, окей, ја почнам од работа у 8, ама у 6 сат ќе истрчам, ќе истренирам, за после тоа да можем. Ако знам дека денот ќе ми биде таков како што и нема никогаш да извежбам кој што треба. Така е. Телото е единствено место каде што ќе живееме цел живот и нели треба добро да инвестираме во тоа. Често знам да се соочам нели со тој изговор дека немам време. Ние сме нели креатори на нашето време и пак тука паѓа на приоритетите нели на човекот. Зависи што сакаме во животот. Ако сакаме нели една подобра верзија, подобро утре да се бориме, секој ќе најдеме време, пошто нели ние си го креираме времето, макар да дојде нели и 2 пати неделно по пола час, е сосема доволно нели за да направиме да го натераме организмот да произведе еден коктел од хормони, пошто нели хормоните се многу клучни за менталното здраве, за тоа човекот како се осеќа, нели што прави во животот, така да тоа е еден од честите изговори што ги имам кај клиентите, но по нели разговори и консултација успевам во поголемиот број на случаи да го решам нели тој проблем од немање време до имање време, инвестиција во себе и нели да направам, тоест да му помогнам нели на клиентот да живее еден подобар живот. А да те прашам, знаеш кој е најдобар тренинг? Не знам сега, пешачење. Најдобар тренинг според мене е тој кога ќе ти дојде клиентот
кој ќе ти ги раскаже нели проблемите, нели од зависи дали од физичка или од психичка природа, и ти тие проблеми му ги нели искоренуваш со вежби и со тежење на тренингот. После тоа тој се чувствува препородено и е нели посилен и подобар од било кого. Да, јас сум имал ситуација кај што идам на тренинг со тренер, тоа жежбав, и му викам овој тренинг или ќе биде најдобриот тренинг што сум го направил, или ја ништо нема да направам, ради тоа што идам у најлош мајндсет што можам да доам, со 300 глупости што ми се издешава тој ден, и стварно, значи, така сум, знаеш, целата нервоза што сум имал и стресови и фрустрации, у машините ја ставив и извежбав стварно убаво, и после тоа не значи дека тие проблеми мене ми исчезнаа магично, ама јас се чувствував многу подобро за да одам и да се справам со некои од тие работи што ги имав пред да почнам со тренингот, така што не си баш у погрешна насока со емуавот. Така. Да. Исто така, кога работам со клиенти, нели знам да им дадам совет да прочитаат некоја книга. Пошто има една изрека, нели вели книгата е како подобран, а ако ја отвориш на време, може да ти го спаси животот. Така да и тие информации, нели, што се запишени во тие книги и те како се корисни нели за клиентите од било која природа, дали се занимаваат нели со инженерство, со било кој домен од работите, им помагаат полесно и нели побрзо да се справуваат со проблемите, дури и да створат еден ментален оклоп кој што нели ќе ги брани од секојдневните напади на општеството. Да, јас знам, ја кога почнав да трчам, ја цел живот сум со тимски спортови, па никогаш не ми ни бивало да бидам попрофесионален, секогаш сум сакал тренер да бидам, никогаш не сум трчал. Кога земав да трчам конечно после 22-3 години живот, знам дека едно нешто што ми помогна да останам да трчам се токму книги. Кај што ја се сеќавам и на книги што за прв пат ги прочитав кога почнав да трчам и знаеш, впиваш информации, учиш нови методи, интересно ти е, слушаш, знаеш, луѓе со искуства, како им помогнало, што правеле, што не правеле, и тоа е нешто кое што ден денес кога сакам да практикувам. Ако читам, не знам, сега дека ги слушам, не ги читам, најчесто се аудио книги, се обидувам, знаеш, да имам книги кои што ќе ми помогнат баш со тоа да останам физички активен, да не забушавам, знаеш, некоја се случува периоди, ништо да не правам, ама пак, знаеш, кога ќе се вратам на некоја приказ на одреден атлетичар или на одреден човек кој што почнал да трча и никогаш не престанал, многу ми помага. Ама кажи ми, што би препорачал на некој, која книга би ја сега да те ставам на on the spot, што книга би препорачал или која книга би ја препорачал на луѓе што можеби сакаат да почнат со да се грижат повеќе за себе и за нивното и физичко и ментално здравје. Вака, ајде нели да се навратам на тоа на менталното здравје, мене лично книга која што ми остави впечаток е нели Моките на подсвеста од Џозеф Марфи. Препорачувам да ја прочита нели секој, затоа што после првите неколку страници од книгата читателот знае тоа да го препознае нели што го напишал авторот и веднаш се случува таа промена на размислување и нели промена за подобро утре. Ги впивуваме тие информации што се таму и тие што се напишаните сугестивни техники, доколку нели почна веднаш да ги применуваме, дејството е инстантно. Да се наврзам сега на вториот дел на прашањето за вежбање, вака јас моето знаење го црпам од старите умови во бодибилдингот, нели 90-те години се години познати како златната ера на бодибилдингот, така да секоја книга од нели познат и реномиран бодибилдер од тоа време е релевантна со информации и дали ќе ни даде доста знаење како, кога и на кој начин да почнеме да вежбаме. Да, и многу е важно и ова сакам да кажам, сега збориме за книги, не значи дека, барем ја не верувам дека ако имаме се било која книга ја земеме и
треба се да пресликаме во нашиот живот, пошто не е се апликабилно, ама има многу работи што може да се научат од книги кои што се напишани од луѓе кои што се реномирани во тоа поле и мислам дека ако се земат со тоа и со тој некој поглед да чекај, еве сега книгата што ја спомна ти, ја земаш книгата, кои работи ја можам да ги аплицирам и кои работи се за мене, а кои не се. Мислам дека тука само би направил еден мал дисклеймер дека не значи дека сега сите книги, знаеш, ќе ги земеш и одма стануваш. Тоа е тоа, готово, се менува живот. Ама многу е важно да се направи, многу е важно да се чита и да се направи една рефлексија на окей, ова може да функционира за мене. Ова не може и тоа е сосема окей, не за секој е исто. Па не е тоа само за книгите, секоја информација дали треба да помине низ процес на селекција и како викат, човекот е богат онолку колку што има знаење. Така да повеќе знаења, структурирани нели во нашиот том ќе ни изградат човек како што нели треба да бидеме. А далеку од тоа дека нели секое знаење треба да го пресликаме на нас, тоа е секоја информација да биде пресликана, пошто има нели и релевантни и нерелевантни информации. Да, колку ти е тешко е сега на тебе као фитнес тренер, баш кога зборуваме за ова, бидејќи тоа спомнавме и сам пред да почнеме со снимање, знаеш, има се покачува бројот на фитнес тренери онлайн, гледаме многу повеќе информации за тренинг, како, што, колку е тешко, например, дали се соочил со искуство кај што доаѓа човек кај тебе и гледаш дека голем дел од работите или проблемите што тој ги има се поради тоа што има конзумирано информации кои што се штетни за него или за неизе. Апсолутно. Знаењето е многу нели битно од каде доаѓа, кој е изворот, кој е коренот на тоа знаење. А во последно време се повеќе и повеќе доаѓаат клиенти кај мене повредени од некои други нели мои колеги. И сега тука постојат нели две природи. Едната е клиентот да се терал сам и нели да не го слушал тоа што ќе му каже тренерот, па да се повредил сам, или нели нестручноста и некомпетентноста на некој нели XY таму мој колега има придонесено нели за да се случи таа деформација или нели повреда од било каков карактер кај клиентот. Така да нели еве им совет да гледаат со кого соработуваат, пошто ова е улог во здравието. Во ова тело треба да живееме цел живот. Така треба паметно да инвестираме и нели да гледаме со кого работиме, пошто нели тој бран денес на фитнес тренери е се поголем и поголем, но мора да извршиме некоја филтрација, нели да знаеме кој за што е. И битно е многу со кој работиме. No. Не само за фитнес, нели, сферата, апсолутно за се. Мора да помине с некој процес на филтрација пред да го избереме нели најдоброто. За нас. Да, и мислам и освен фактот што имаме премногу информации се онлайн, ги имаме и новите нели виртуални алатки AI од ChatGPT до Gemini до сите останати кои што не знам и они може исто да бидат користени корисно, кај што ти можеш да дознаеш некои информации, ама ако се препуштиш на тоа и не знам ChatGPT да ти биде тренер за да не знам ослабеш или да бидеш подобар во тоа што правиш, е ризик според мене. Што мислиш ти за тоа? Така е, нели вештачката интелигенција е само помошна алатка. Значи тоа треба да биде дополнителен извор нели на информации, а не примарен. Пошто нели е многу опасно тоа и самите тие алатки долу знаат нели да кажат дека овие информации не се 100% проверени и нели да не се зазимаат здраво на готово. Така да пошто јас нели сум од баш тој домен на таа сфера, сметам дека технологијата може многу да ни помогне. Апсолутно јас применувам некои методи, например од видео анализа нели во реално време на клиентот. Многу е подобро кога ќе му нели направиш една снимка на клиентот и сам да види каде му е сгрешена формата,
пример, нели, со помош на вештачката интелигенција можам да истратам директни векторски линии врз неговото тело и нели да му посочам каде греши, нели следен пат на кој дел од телото да обрне повеќе внимание, нели за да ја направи скоро па перфектно вежбата, пошто нели силата е нуспроизвод на правилното движење и вежбање. Да, и еве мене на пример, ако никогаш во живот не сум брал калории или сум се хранел на некој начин кој што ќе знам што точно внесувам и колку внесувам, ама вештачка интелигенција помага барем да ти дае приближно колку пошто тоа ми е најтешко, како готвам или кога јадам, многу е сега тешко ти да за седа знаеш колку калории има во или колку протеини или колку јагле-хидрати. ChatGPT е супер за тоа, не пак тоа што каже ти не е 100% точен, ама ти дава некоја идеја колку калории може да има у тој производ и ти така можеш да си направиш пресметка. И пак јас кога сум го правил тоа, сум се држал до некој range од волку до волку, никогаш не сум претерал до тој степен да имам волку калории нема повеќе или помалку. Ама помага, бидејќи мене ми прави да не размислам или да не се мачам, да дознам што како внесуваш грамажа вака и вака и ти дава информација, ова е тоа. Така е, тоа нели може да го користиме како ориентациона вредност кај здрав човек. Да. А на пример, ако се случуваме нели со некој здравствен проблем, од типот, не знам, на инсулинска резистенција, некоја автоимуна болест, тогаш станува опасно тоа користење нели на вештачка интелигенција, пошто нели една грешна терапија може да ни го заврши животот, така да им советувам нели да се обратат кај некој професионалец за тоа, пошто пак ќе кажам животот е еден и нели да не го фрлиме за џабе низ тоа да конзумираме некои информации кои што не знаеме нели дали се 100% точни или не се. Да, и убаво кажа ти, не треба да ни биде примарен извор на информации, треба да ни биде само алатка што користиме за одредени работи до одредена мера. Ние, знаеш, ја кога почнав да вежбам, знаев дека сама ако почнам да вежбам, може ќе се нашетам многу поеќе. Додуше и верував дека нема шанси да продолжам да вежбам, пошто, знаеш, кај мене барам го има тој момент да ми треба таа некој да ме држи одговорен за тоа и знаев дека ја не можам да почнам да вежбам само со сите информации што ја можам да ги најдам. Трчањето ми беше поразлично и полесно, проста причина што нели, многу е важно какви патики имам и дали имам каде да трчам. Така, вежбањето го гледав малце поразлично, бидејќи ја ако почнам сам да вежбам со сите информации што ја ги имам и ги најдам, може да, ама не знам како ќе заврши. А вака знаев дека морам со некој да почнам да вежбам, па после тоа може сам да продолжам. И да, тој момент примерно да се држи тоа што е, знаеш, експерти да се гледат експерти, а после тоа друго може да биде само една алатка на така тоа. Во животот нели зависи како ги користиме, во тебе сега еден бален пример со водата. Нели може ние да ја искористиме да ја изгасиме жетта, а може нели да се удавиме во неа. Така да многу е битно како ја користиме, нели во овој случај посебно вештачката интелигенција и за кои потреби. Да. Сега да те прашам за тебе како фитнес тренер, дали се чувствуваш дека секојаш или дали имаш воопшто притисок дека треба секојаш да бидеш да изгледаш совршено, се да ти биде наредено, се да биде како што треба? И дали го има тоа кај тебе, бидејќи пак работиш со луѓе кои што можеби сакат да дојдат до некоја според нив совршена, дали тоа ќе биде изглед, дали тоа ќе биде начин на живот. Дали го чувствуваш тој притисок кај тебе како фитнес тренер? Вака, за мене нели нешто совршено не постои. Мојата цел е нели да изгледам што подобро, но и што поздраво. Тоа е многу побитен фактор нели да изгледаме поздраво, неголи посовршено, нели како што кажав на почетокот, ако нели изгледаме само добро, тогаш ние сме една совршена скулптура, но внатре сме празни. Така да, нели се трудам да изгледам што подобро, тоа мене ми е нели фактички влезено во гените моментално, нели фитнесот. И
многу е битно да изгледам јас добро за да направам некоја рефлексија, нели, кај клиентот. Тој во мене, ако, нели, не може да види дека јас изгледам добро, зашто би ми верувал? Нели, не ми пишува на чело дека знам нешто. No. Морам тоа во пракса да го применам знаењето што сум го стекнал. Ако јас не изгледам добро, посебно, нели, во овие години каде што сум, тоа за мене е црвен индикатор дека, нели, знаењето не сум го претолчил и не сум го инвестирал паметно во себе. Да. Така апсолутно е битно. Да, а ти представува некојаш притисок и имаш некојаш, знаеш, не проблем со тоа, туку да доживееш, окей, чекај, неделава, месецов ми е за никаде од XY причини. Не, јас во вежбањето гледам спас и така се мотивирам. На почетокот, нели, тоа е мотивација, но потоа се претолчува во дисциплина. Така да тоа е навлезено длабоко во мене и сум имал, нели, периоди кај што сум паузирал од вежбање, дали од здравствени, дали од било какви други причини, но тогаш ја осеќам моќта на вежбањето, затоа што не се чувствувам добро. Да, јас тоа телото ми го бара тоа што му треба. Да, јас тоа го осетив баш кога морав да ја правам првата тренирам, кога почнав да трчам 3 до 4 пати неделно и мислам дека беше на зима, во јануари, февруари, добивам шин сплинт и не можам да трчам. И осетив ја колку полоши денови имам, или тоа што не можам да излезам надвор и да направам тоа што до тогаш ми помагало да се чувствувам и подобро и посмирено. Се сеќавам тоа сум се смеал со луѓето околу мене, викам, не ме чепкајте сега, не знам како ќе реагирам ако ме изнервирате. Пошто знаеш, го имаше тој ефект да сум посмирен и потрпелив, да не ме, знаеш, изместува секоја мала ситница, туку само до тоа што ќе истрчам пола сат време од Савајле, прва работа што ќе направам, јас сум подобар човек. Ама го приметувам тоа кога го неам, кога месец-два нема да можеш тоа да направиш и се гледа огромна разлика и другите околу тебе ја приметуваат таа разлика. Така. Супер што е сподели оваа информација. Ме потсети да споделам и јас една приказна од моја клиентка и, нели, да ставам на знаење колку е битно да имаш ментална поддршка во тој, нели, исцрпен процес. Имав клиентка која што имаше проблеми со кичмата. Успешно ја спасивме од операција, нели, со адекватни структурирани вежби. Прв пат кога се видов со неа, во незините зеници видов рефлексија на хаос. Значи, во незината глава беше магла и таа, нели, веќе размислуваше за последиците од операцијата. Тоа го решивме на интересен начин. Користев метод на крај на филм. Што значи тоа? Тоа значи, еве сега да обяснам вака, нели, кога влегуваме во кино, влегуваме само на крајот на филмот и ние го знаеме веќе крајот. Нели? И потоа кога се враќаме да го одгледаме целиот филм од почеток до крај, кај нас не се буди тоа чувство на несигурност, на тензија. И, нели, знаеме што ќе се случи и многу сме помирни и мозокот ни е почист и, нели, можеме да ги донесеме правилните избори. Тоа го претолчив кај неа и еве сега после колку веќе 4-5 месеци успешна соработка, нели, ја избегнавме операцијата и сега е во процес на опоравување. Поентата ми беше, нели, во тие макотрпни процеси, клучно е да ти даде некој ментална поддршка, пошто, нели, ако не го програмирав умот добро на неа, најверојатно ќе се откажеше. Затоа што тоа се проблеми од експоненцијален карактер. Значи, тие мисли ти демнеат, нели, врз глава. Така да препорачувам тој метод, нели, да го искористат и слушателите на овој подкаст, пошто не само, нели, во оваа сфера ќе им помогне во било која сфера од животот, пошто ја трга тензијата и неизвестноста. Да, јас, знаеш кој ова е нешто со Аманда доста го збориме. Она е личност која што мора да знае крајот. Мора, бидејќи нејзи представува тензија, анксиозност, незнаењето на крајот. Знаеш, ја па од друга страна исто
ама не до тој степен и секоја размислуваме кога зборуваме со нејзе, окей, знаеш, ми треба да ја знам како ја функционирам и мене ми треба да знам како ќе заврши. Иако некојаш си као окей, ова не сакав да се случи, ама е моментално и јас можам да се посветам и да ја немам таа анксиозност сето тоа. Да, многу е полесно филм или серија која гледаме да знаеме крајот, ама па и ако размислиме на тој начин као окей, чекај се, што може да се случи после ова? What's the worst thing that can happen? Да, и доста помаѓа од тука таа свесност, знаеш, знаеш, многу клучно да се има некој кој што ќе ти помогне и ќе те на некој начин ќе ти даде ветар во грб да ги направиш некои тие работи, ама исто така и да сватиш дека ова за мене функционира. Овие некои методи, а верувам дека има милион на методи кои што, знаеш, може да се користат, функционира и тоа е сосем окей, не значи дека јас сум, да, ја поради XY причини сум таков каков што сум. Ја имам таа анксиозност за одредени работи, која не знам што ќе се случи. И тоа е сосем окей, не ме прави помалку или повеќе добар или добра. И баш убаво што спомна и мислам дека е многу важно знаеш, да се најдат тие работи што функционираат за нас и тие луѓе што ќе ни помогнат да ние ги ставиме тие работи во пракса. Нашиот живот е огледало на нашиот натрешен свет. Какви нели мисли имаме во умот, тоа со сигурност, со гаранција 101% ќе се нели претолчи во реалност, во слика на реалниот живот. Да, ба и од тука таа некоја нели која правиме тоа во спортистите, поготово знам со доста атлетичари сум зборил, таа некоја визуализација, знаеш, колку е само важна да си представиш сам себе што сакаш да направиш. Да, нема секој да испадне кој што треба, ама ти помага и еден метод да можеш да направиш тоа, знаеш. Тоа секојаш со кошаркари, со кои што тренирам, некојаш разговарам со нив, бидејќи една од работите што моментално гледам дека многу често се случува е дека голем дел од младите спортисти се фокусираат на резултатот. Сакаме да победиме по секоја цена, да освоиме едно друго и ги прашувам, окей, дали некој се размислил што ќе се случи кога ќе освоиш? Веќе јас сум бил во ситуација да окей, освојувам, супер е чувството, славиме едно друго и после си као чекај сега шо? Шо е следно, знаеш? И тука им го давам тој предизвик, размислувај за процесот. Као ти ќе станеш сега подобар играч, подобра личност и ти кога ќе освоиш, тоа нема и да не освоиш, тоа нема да те прави ја да се чувствувам помалку за себе. Бидејќи тој некој момент го гледам, еве ти можеш да кажеш, не знам, луѓе кои ќе дојдат кај тебе, сакам да ослабам толку и толку кила. Океј, да, супер. Ќе почнеме со тоа, ама верувам дека како тоа ти е примарна цел, ти може ќе ја направиш сега тоа. Ама следната година пак ќе се гледаме ја и ти за истата работа. Така? И ако се посветиш на тоа, не, јас сакам да водам поздрав живот. И ти ќе ославиш, ама и ќе задржиш таа килажа и тоа тело и тој начин на живот. Така е. Сега ме потсети нели уште на една изрека што знам често да им ја кажам на клиентите. Први, кога работам со нив, се грижам да станат што подобра верзија од себе. Таа нели изреката од старите умови вака гласи: намести ги, тоест нели нишаните кон месечината и во случај да ја промашиш, со сигурност ќе погодиш звезда. Да. Тоа нели значи да се стремиме кон што нели повисоки цели, пошто самиот стремеш кон таа цел ќе не донесе. Дали ќе биде нели до таа цел, дали ќе биде над таа цел, дали ќе биде малце под таа цел, не е важно, нели, туку важен е процесот кој што ќе го поминеме и со сигурност ќе не нели изфилтрира до една подобра личност. Така да ставам акцент нели на клиентите да бидат што подобра верзија од себе, ама нели совршенство нели не постои како термин кај мене, нели, и тоа се обидувам да им го објаснам и на клиентите, дека совршеност не постои, нели, има уште една изрека, перфекционизмот е нели меч со две острици. Да. Како и да го држеме, нели, ќе се
ќе добиеме некоја исекотина. Да, па тоа е момент кај што, знаеш, важно е да знаеме што е најважно кај нас у животот. Во мене ми е важно јас само да, не знам, да имам најдобар подкаст со највеќе слушатели и се тоа, а не ми е, јас сакам да имам многу добар разговор со Кирил, па колку прегледи да има, знаеш. Многу ми е поважно тој момент. Да, јас ги имам тие можеби некои замисли, идеи, визии, сакам да достигне што е можно повеќе луѓе, ама ја почнувам од тоа да како јас сега да имам најдобар разговор со Кирил што можам да го направам. И ако почнам од тоа, ќе стигнам, знаеш, ќе стигне до некаде. Ама целта ми е, знаеш, да се посветам на тоа што можам ја да направам и колку е можно подобар разговор се ние да имаме, или колку е можно подобар, поздрав живот да имам и мајки, нели, тоа ако трчам трка, тоа ми е. Прва примерна цел секогаш ми е да завршам. Втората ми е PR, personal record, така? Ако јас не успеам да завршам втората, јас секако завршам со некојаш имам и трета и четврта и пета, ама секогаш првата мора да ми биде јас сакам да ја завршам трката. После тоа доаѓаат оние, сакам 10 км за волку да истрчам. Ке пробам, ако не успеам, ја пак сум задоволен од самиот себе, бидејќи таа прва некоја цел ми е остварена. Бидејќи на крајот на денот, сега, не сум Дарио Ивановски, не можам ја да трчам маратони толку брзо, така. Не се надпреварувам. Секогаш ми е зошто го правам ова. Која е целта? Целта ги бира начините. Да. Кажи ми, една интересна работа, еве сега, ако навлезем малци повеќе за вежбање, као се поставуваш со тоа дека има различни начини и као зборавме за таа филтрација, како ти ги филтрираш работи, како што, ова сега е во мода и јас ќе правам тоа, или гледаш на работи кои што се издржани, како ги бараш тие моменти? Кога нели е во прашање здравието на клиентот, јас не гледам мода, туку гледам да го направам најдобриот и најадекватниот план за тој клиент. Здравието и сигурноста на клиентот ми се пред се. Мојот метод нели на селекција на вежбите е персонализиран. Што значи тоа? Тоа значи дека исхраната и вежбите се прават исклучиво по параметрите на клиентот. Значи, кај мене нема автоматизација, нели како што постои кај другите мои колеги, и е се по застапена. Исти вежби, исти исхрани се даваат на два различни типа на клиенти. И после нели тоа доведува до други проблеми, се навикнуваат на премалку внес на калории. Што е најтрагично, вежбаат со исти тежини и тука нели доаѓа до повреди. Така да мојот пристап кон секој клиент е персонализиран. И тоа нели ги дава резултатите. Ако направиш програма комплетна, 100% нели дизајнирана за клиентот, нема како да не успее. Да. Ја спомнав исхраната неколку пати. Бидејќи знам дека една од претходните епизоди зборувавме со Антонио, нутриционист, каде што вели дека има моменти каде што голем дел од фитнес тренери или инфлуенсери онлайн зборуваат за исхрана, ама тој, не знам, начинот на кој што тие го прават доведува до тоа да луѓе имаат стварно нездрав однос со исхраната. Како ти како ти зборуваш со твоите клиенти за исхрана, како го напаѓаш на пример на еден начин тој проблем кај еден човек, кај еден клиент кај тебе, бидејќи сметам дека исхраната е голем дел од решението, најчесто, дали ќе биде тоа водење здрав живот, дали тоа ќе биде подобри перформанси, дали тоа ќе биде намалување на килограми. Колку и како се поставуваш спрема исхраната и кои се твоите видувања кон се тоа? Вака,
Јас на моите клиенти не им давам здрава исхрана, туку им давам правилна исхрана. Значи, овие два поими се комплетно различни. Пошто, нели пак зависи од целта на клиентот, ма еден пример, не знам, сака некој нели да ослабне и тој се храни здраво. Ако е во калориски суфицит, тој нема да слабее. Значи, здравата исхрана за него не функционира, додека правилната исхрана, нели не се битни само и калориите, треба да имаш и добар баланс на макро и микронутриенти. Имаме правилна исхрана, во калориски дефицит сме со калории, клиентот ја постигнува целта. Нели слабее. А кај инфлуенсерите, нели од доменот на фитнесот, тие нели користат и некои други ајде кажеме нели супстанции или хемиски помагала за да изгледаат така. Кај нив не е пресуден фактор нели исхраната. Битна е да и тие се држат на нели строг режим, да не ме нели разбереш погрешно, но сепак има и други работи кои што стоят за тоа. И знаеш како, секогаш се гледа само површното, а не нели што има за тоа. Да. Така да тој пристап нели на некој, не на сите, не зборувам за нашите. Тоа е тренд кој што нели да, тоа е бранд кој што нели ја кружи земјата. Таа е една нели изопачена реалност која што во реалноста не е реалност, да. така би кажал. Секој пат нели треба клиентот нели да гледа да ја постигне целта на што поздрав начин. Да. Да, јас тоа го сватив пак кога почнав да трчам, една од работи што сакав да ги научам е како да се хранам за да можеме да трчам. Храната ти е енергија. Да. За тоа се користи. И сватив, човек, јас сваќам и сега, знаеш, го има тој момент кога трчаш, и сега гелови, вакви, такви, јас сваќаш, баш во разговор со неколку луѓе, вика, човек, на тебе кога трчаш ти треба чоколада, ти треба чипс, ти треба знаеш, работи кои што пред трчање и после трчање нормално, не се толку здрави и не би ти помогнал, ама ти дok трчаш, тебе ти треба тие моменти, знаеш, кога сватив, ствари чекај, не е она one size fits all и здраво се храниме, кој што кажа ти, здрава исхрана не значи правилна исхрана. И ти свакаш и тогаш јас сватив уствари колку е само важно, знаеш, да кога зборуваме за исхрана и кога сакам да применам некој начин на исхрана, многу е важно да видам зошто го правам тоа, кога го правам тоа и дали ова за мене може да одговара. Бидејќи не е она за сите и ајде го правиме автоматизирано. Или како што спомнав, храната е енергија која што нашето тело ја користи. Кога ние нели внесуваме нешто во нашиот организам, телото не знае тоа дали е здраво, нездраво, добро, недобро. Единствен начин за да го провери е тоа нели кога ќе ги прати ензимите да ја разградат храната и тогаш организмот гледа што нели може да се искористи од тоа. И тогаш телото веќе нели знае дали е тоа добро за него или не е добро. Она енергија која што може да ја нели искористи и ја зема нели за инстант, не знам, за срцефритам, за гледање, пошто и гледањето нели зборувањето и дишењето трошат сами по себе калории, а нели другото се складира во резервите, односно во масните нели наслаги. Јас знам често да им дадам и cheat meal нели на моите клиенти, се баш тоа ме потсети кога спомна за нели за чипс, за чоколада. Пример, ако се храниме, ако имаме чиста исхрана, што подразбирам по тоа, значи правилен нели внес на макро и микронутриенти, еден оброк нема нели да ни го распе тој процес, туку напротив ќе даде природен буст на хормоните и нашето тело ќе гори повеќе масти и ќе се чувствува многу подобро. И ќе дојде тој психолошки нели момент на награда. Ако сме правиле нешто добро нели цела недела, зошто да не се наградиме? И се тука не зборувам за cheat day, значи cheat day е комплетно друго. Cheat meal е нели само еден оброк, до пример не знам, зависи нели пак од конструкцијата на исхраната кај клиентите, до 650-700 калории, за да не го поремети тој нели калориски баланс. Има многу нели
несогласување на оваа тема, дали треба, дали не треба да се применува тоа, би кажал, ако не треба да се применува, зашто тогаш тренерите на професионалните бодибилдери го даваат во нивната исхрана. Тренерот на Джей Катлер, кој што е повеќе кратен освојувач на Мистер Олимпија, вели ако на телото му даваме цело време да јаде чисто, нема да троши масата. Така да во вашата исхрана и режим, ако тоа не дозволува еднаш неделно до ограничен број на калории да јадете што сакате, ако еден бургер може да ви го урне цел режим што се ограделе, време е за нов тренер. Па нема, тоа е момент, јас секогаш викам тоа кошарка, кога ќе се повредиш, сега дали тоа ќе биде, не знам, зглоп или нешто. Да, тие стегач, окей, ќе ставиш на почеток. Ама ти ако го имаш тој стегач цела година, 2, тебе тој зглоп нема да биде толку добар, нема да биде толку силен. Нема да, пошто стегачот е тој што веќе телото се навикнува, не е толку силен. Океј, имам стегач, се супер, тераме дале. Ти кога ќе го извадиш стегачот, многу е полесно да го повредиш пак. Знаеш, за почеток све супер, да, може. Треба да се ставиме на правилен начин на исхрана кај шо. Знаеш, неаме може би cheat meal или нешто така. Ама ти ако тоа нон-стоп го правиш недела, 2, 3 година, дена, 2 години, телото се навикнува и ти кога ќе направиш, как доживаш, системот се руши. Што викаш, ти треба нов систем или нов тренер. Ама така, знаеш, кога ќе навикнеме телото на нешто, без разлика тоа дали го зајакнува телото или го слабее телото, а тебе ти помага да функционираш, има последици. Не е така само туку така. Јас знам да им кажам на клиентите дека може да јадеме било што само во правилен временски интервал. Тоа не е битно, пошто јадењето, исхраната е енергија која што ја користи нашето тело. Ако таа енергија е искористена и потрошена, нема како да оди во резерва. Значи битен е тајмингот. Кажи ми, што мислиш ти за одморот? Колку е важен одморот, колку е важен некојаш и да прескокнеш тренинг, ако сметаш дека телото едноставно ја нема таа енергија да даде за тој тренинг. Вака, на тренингот со тежини, технички ние не правиме ништо добро за нашето тело. Доку ги распарчуваме тие мускулни влакна. Одморот е клучен, за раст на мускулната маса и за одмор и за избистрување на умот. Без одмор не постои напредок. Да, спиење го вклучува тој момент како немаме. Единствена регенерација на нервите, телото извршува кога е во фаза на спиење. Да, не можеш да бидеш ти светски шампион ако спиеш 4 сати. Нема шанси. Нема шанси. Тие се тие закони на физиката, против кои немаме ние никаква моќ. Да. Кажи ми, превршувајќи го самиот разговор, колку тебе ти е тебе можеби ти представува некојаш и предизвик, да кажеме, оној момент кај што ти знаеш дека твојот тренинг не е само физички, туку и ти имаш голема улога како фитнес тренер од тој ментален аспект у работа со клиенти. Добро. Колку ти представува предизвик тоа? Бидејќи, знаеш, едно е, знаеш, вежбање, имаш вежби, имаш начин како ги правиш вежби, структура, и е мање више, знаеш, ако имаш знаењето и знаеш како, е лесно. Ама кога работиш со луѓе, оној ментален дел, колку тоа ти представува предизвик? Вака, за мене помагањето на луѓе е уживање. Нема и не постои подобро чувство од тоа кога на некој клиент ќе му го промени животот. Односно, од корен, ќе му го промениш идентитетот во овој случај. Така да тоа на мене не ми изморува и во тоа уживам да го правам. Уживам да помагам, без разлика дали е во сала или надвор сала, пошто сметам дека тоа помагање во некоја блиска иднина ќе се претолчи кај клиентот и ќе успеам да направам и да го изградам како подобра верзија од него.
Има нешто што испуштивме? Помислам дека се помислам. Мислам, сигурно има и уште многу што да се збори, но ако навлеземе подетално за голем дел од овие работи, ама фала ти за разговорот. За крај, секој гостин го добива истото прашање. Што би ги прашал тие што сега не слушаат? Од кој понеделник ќе почнете?